Без лична карта или пасош, граѓаните нема да можат да влизат на плоштадот Македонија. Безбедносните протоколи поради посетата на папата Франциск ќе бидат на највисоко ниво поради што владата од граѓаните бара трпеливост за достоинствен пречек на врховниот свештеник на Римокатоличката црква. Рестриктивната зона каде нема да биде дозволено движење со автомобили почнува од улицата 11 октомври, од раскрсницата со булеварот Кочорацин до онаа со улицата Димитрije Чуповски. Улица Даме Груев, улица Македонија, улица Васил Главинов, улица Филип II Македонски, улица Свети Климент Охридски, односно Адвокатска, и улица Илјо Војвода. Сообраќајот ќе биде затворен и на булеварот Мајка Тереза, поранешна Водњанска, во временскиот интервал од 8:15 часот до 10:15 часот и во попладневните часови. Од 7:30 до 9 часот утрото, затворен за сообраќај во двете ленти ќе биде и патот од меѓународниот аеродром Скопје до влезот на градот, додека пак сообраќајот на автопатот Велес Скопје ќе се одвива преку Миладиновци и Дризово. Се апелира граѓаните утре да ги остават автомобилите дома, да користат јавен превоз, земајќи предвид дека треба да ја проверат рутата на автобусите. Жителите на центар нема да смеат да се движат со возила, доколку навреме не ги тргнат од зоната Голем ринг. Оние што ќе останат дома, кога ќе поминува Франциск, не треба да стојат на балконите. Од централното подрачје ќе исчезнат контејнерите, па центарци ќе бидат принудени ѓубрето да си го почуваат до заменувањето на поглаварот на Римокатоличката црква. Од МВР не споделија колку полициски службеници ќе бидат ангажирани, а нема детали ниту пак за тоа кои безбедносни мерки биле побарани од Ватикан. Оттаму на прашање на Алфа кратко одговорија: имало соработка. Постојано сме во контакт со Ватикан. Наши представници од Министерство за внатрешни работи беа во Ватикан. Луѓе од Ватикан подолг период се тука, се преземаат сите неопходни мерки. Поради посетата на папата, сите прегледи во здравствените установи закажани преку опцијата Мој термин нема да се реализираат. Клиничкиот центар ќе работи само за итни случаи. Сите што ќе имаат потреба од лекар ќе треба да одат во градската општа болница 8 септември, Стара воена болница, како и клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, поранешна градска болница.